Здраво, другарчиња! Моето име е Ивана и добродојдовте во нашиот простор за вежбање и опуштање. Сакам да ве прашам, дали знаете колку луѓе има на планетава Земја? Се проценува дека има скоро 8 милиарди луѓе. Тоа се многу, тоа едва и можам сите тие нули да ги напишам. Ама сакам да ви кажам една тајна. Нема ниту едно дете на светов како вас. Единствени сте и посебни во овој свет. Вашите срца се единствени и уникатни во овој свет. Има единствено дете без разлика колку луѓе го носат вашето име или имаат слична фризура. Сите сме на некој начин различни, но и своји. Сите имаме некои карактеристики што се позитивни и некои работи кои не ги можеме со леснотија да ги правиме. Треба да ги знаеме нашите сили и треба да ги знаеме нашите слабини. Каде сме јаки, каде сме послаби. Така ќе се спознаеме себе си и кога ќе го знаеме тоа за себе, ќе можеме секогаш да помогнеме каде треба и да побараме помош кога ќе ни треба. Јас мислам дека нема ништо помагично на светот, поуникатно на светот од вашите детски срца. И секој е различно, ќе го збогати светот на свој начин. Но тука сме денес да вежбаме и сакам секогаш да си ги видиме кои ни се јаките, кои ни се послабите страни. Да речеме, некои знаат да бидат многу јаки на рамнотежа, лесно стојат на една нога. Сакате ли ние да пробаме? Убаво цврсто застанете на десната нога, ќе го земеме левото нодже и ќе кренеме и да пуштиме и да видиме колку можеме да држиме. Диши, држи и спушти ја ногата. Ако си паднало и тоа е во ред, со насмевка секогаш паѓаме. Убаво е да се знаеме и да се запознаеме целосно себе си. Затоа другото ќе го земеме коленце, ако не ни одел убаво со стапалото и ќе го држиме вака. Или можеби ова не е јака страна и ќе отидеме напред и ќе држиме. Дори можеби ќе ги кренеме и рачињата, но тоа не значи дека треба да се правиме поважни од некои што паѓаат. Сите имаме своји јаки страни. Сега ќе видиме колку сме цврсти, колку сме силни. Ќе застанеме и ќе седнеме во воздухот. Повелете, другарчиња, седнете до мене. Ајде да видиме кој може да седи подолго, како еден надпревар да си направиме. А победникот добива само едно право од другите. И никако завист, никако нема да наоѓаме дека нешто нас ни фали. Туку ќе си држиме. И ако треба, ќе одиме малку пониско и ќе си седнеме да се одмориме. А тука е многу напорно. Лесно е за гледање, ама пробај седни да те видам. И на крај, кога веќе нема да можеме ќе седнеме. Кога и да е тоа, другарчиња. Широко убаво ќе ги ставиме стапалцата на земја. Сите дечиња можат вака да седат. Ние возрастните повеќе сме стегнати и потешко ни доаѓа. Тука ќе ги фатиме дланките и ќе седнеме цврсти. И сега ќе видиме дали имаме сила да скокаме. Која е нашата сила да бидеме и постанеме жабчиња? Ќе ги ставиме рачињата на земја и ќе прошетаме со едното, другото нодже. И потоа повторно ќе ги ставиме дланките на земја и ќе пробаме сега да скокнеме напред. Некој лесно ќе скокне, некој едвај. Ќе одиме со рачињата позади и ќе пробаме да скокнеме наназад. Некој ќе падне и тоа е во ред. Нашите различности се нашите сили. Ајде да пробаме уште еднаш наназад да отидеме. Рачињата позади, чучни и оди наназад. Можеби ќе биде тоа едвај до крај. Да се вратиме на средина, другарчиња. Одиме со дланките, да скокнеме напред. Скокнеме колку можеме. И повторно на средина да седнеме. Ќе споиме нашите ноџиња и доближиме блиско до нас. И сега ќе видиме, можеби имаме со кој да се споредиме. Диши и надолу одиме, надолу да се спуштиме. До кај да можеме. Некој лесно ќе падне долу, такви му се отворени колковите. Некој вака ќе држи или можеби ќе се згрбави.
Но да пробаме со нашето срце да дишеме. И со секој издишување можеме малку да си дадеме, надолу да паднеме. И сега ќе се кренеме горе и некои луѓе едноставно лесно можат шпага да направат. За мене секогаш е тоа предизвик. И малку ме стега и ме боли. Јас не можам да направам шпага. Ако можеш ти, другарче, браво за тебе, многу се радувам. Многу сакам сите да можеме да правиме различни работи. Но ние што не можеме лесно, ќе си одиме надолу со рачињата. Ќе се бутнеме полекичка. И кога ќе не можеме веќе да одиме тука, со срцето ќе вдишеме, ќе издишеме. И полека ќе се вратиме, другарчи. Ќе ги собереме едното коленце, другото коленце, ќе ги размрдаме стапалата. И сега ќе видиме. Ако ги кренеме коленцата и ставиме рацете покрај нозете, дали пропаѓаме како да едва се држиме или се справуваме, тука цврсти и јаки држиме. Еден предизвик за нашата сила. Ке вдишуваме, ке се обтегнуваме и ке се враќаме назад. Вдиши, обтегни се и издиши, врати се. 3 пати така. Вдиши, обтегни се, издиши, врати се. Некој има многу сила, некој одма ќе падне. Вдиши, обтегни се и врати се назад. Другарчиња, тоа ми беше мене многу напорно. Ама сакам јас да вежбам, сакам да се предизвикувам со сите мои сили и јачини. И како еден последен предизвик, нашата рамнотежа. Ќе го земеме едното ноџе, ќе го кренеме, а ќе го држиме за палец. Може би другото. И ако можеме, ќе ги отвориме нозете да се рашират. Може би ќе паднеме наназад или напред. Може би нема да можеме да ги отвориме ноџињата. Сите тие наши различности не прават своји единствени во овој свет. И кога ќе сме спремни, ако сме паднале назад, ќе се нишнеме напред и ќе седнеме тук. Ќе го смириме телото, крснозе со рачињата на коленца. Ќе вдишеме и ќе издишеме. И ќе го најдеме нашето срце. Во нашето дишење бие нашето срце. И сега, драго другарче, нека ти текне. Подсети се и ако сакаш запиши ги. 3 работи што се твои јаки силни страни и 3 работи на кои што треба да работиш повеќе. Пробај за тие работи за кои што си добар во нив да помогнеш на некој што не е. Може би ќе побараш и помош ако сме слаби во математика од некој што има 5 со леснотија. Ќе ни помогне. Ако него не може да држи рамнотежа, ќе го придржиме ние и ќе може да ја качи ногата. Сите си имаме своји сили, сите имаме своји срца во овој свет. И нека чукаат единствено, како отисоците од нашите прсти, што не разликуваат и сите сме посебни. Така, ние наоѓаме свесност за тоа кои сме во овој свет. Фала ви на вашите срца, драги дечиња. Го полнат моето со радост, што се гледаме тука и си вежбаме. Се гледаме следниот пат. Чао!